Поздрав, почитувани гледачи. Ова е декемвриското издание на Конец, реализирано од телевизија Стара под покровителство на USAID и текстилниот кластер. Заокружуваме календарски 365 денови за кои повеќе од сигурно е дека овој сектор би сакал што побрзо да ги заборави. Од веќе добро познатите причини што ги наметна ковид пандемијата. Наместо стандарден колаш и враќање на она што се случуваше оваа година, денеска повеќе збор ќе стане односно потсетување на воспоставување и практицирање на така наречените социјални стандарди. Пандемијата воведе нови критериуми, тоа е несомнено. Да се потсетиме за ова, објаснето од извршниот директор на текстилниот кластер Наташа Сивевска. Стартуваме. Тука во овој дел, кога станува збор за нови стандарди, би ги спомнала за јакнатите активности во делот на здравје и заштита на вработеници. Тука имаме, значи, ние во склоп на овие што се постоечките социјални стандарди, најголем дел од стандардот го опфаќа токму овој дел на делот на здравје и заштита на работените. Меѓутоа со пандемијата се сменија сите нели тие барања и критериуми и за поведување, односно за почитување на оние социјална дистанца, носење маски, хигиена, така да и сходно на тоа одредени сертификациони куќи, како на пример TÜV-NORD, веќе излегува со стандард кој што е точно дефиниран во таа област, во здравје и заштита на вработените од пандемија. И тука, значи, се покрај регуларните овие барања на овој стандард кој што кај нас компаниите секако испоред македонското законодавство го почитуваат. Има дополнителни, значи, овие политики кои што ќе се и процедури кои што ќе се воведуваат заради заштита на работниците конкретно од овој вирус и од пандемијата. Кај нас во фабриките според уште на почетокот на пандемијата, значи компаниите беа доста активни во нели обезбедувањето на потребните услови за работниците за да се прилагодат на барањата и мерките кои што беа поставени, така да воведување на еден таков стандард не би представувало потешкотија, бидејќи најголемиот дел од барањата се исполнуваат. Единствено, она што го имаме како информација е дека тие стандарди ќе бидат со многу високи цени, така да доколку некоја компанија, ако купувачот, значи побара од компанијата да располага со еден таков стандард, финансискиот дел ќе биде проблем, посебно сега во ваква нели состојба кога финансиите на компаниите се намалени. И тука, еве, како текстилен кластер, ние ќе се обидеме за оние компании кои што би сакале да воведат таков стандард, да обезбедиме одредени средства или од доноски проекти, а воедно ќе разговараме и со Министерството за економија за програмата за поддршка за воведување на социјална одговорност, ја прошириме и на овој делот за хигиена и заштита при работа. Да, ово се веќе вклопува со наредното прашање, значи дел од овие активности на текстилниот кластер што ќе превземе во оваа насака. Дали тој кој што го спомнавте стандард веќе ќе биде офатен и со законска рамка или сега за сега е се уште рамка? Не, за сега, значи тоа е стандард кој што нема да биде во законска рамка, но ќе биде задолжителен, дали ќе биде? Да. Нема да биде задолжителен, но ние предвидуваме дека нели самите купувачи во насока на нели таа општествена одговорност ќе преферираат компаниите да имат воведено таков стандард или да покажат дека се одговорни во тој дел. Тоа значи нема да биде класичен стандард, туку ќе биде исполнување на мерките за здравје и хигиена
вработените и со тоа ќе се добива, ќе се врши како аудит од страна на соодветни контролори и на база на тој аудит што ќе се изврши, компаниите ќе се здобијат со документ дека ги задоволуваат условите и барањата на тие стандарди. Предпоставувам дека овој за стандард за кој што говорите сега во Македонија се уште рано е да се имплементира, меѓутоа дали имате сознание дека во некаде во соседството веќе има ваков имплементиран стандард? Немам конкретни информации заради тоа што ово е релативно нов стандард и во форма на развивање. Значи, инициране од сертификациона куќа која што сака да им излезе во пресред на оние производители кои што сакаат да покажат пред своите добавувачи дека ги исполнуваат тие услови. Првенствено можам да посочам дека идејата за овој стандард и примената е за овие што се туристичките и угостителски сектори, поготово сега кога е актуелно ова летната сезона и користењето на тие објекти, претежно тука е акцентот. Но и компании од текстилната индустрија доколку сакаат да го потврдат својот ангажман во тој дел, кој што рековме дека секако тие ги имаат исполнето тие услови према работниците и во однос на сите мерки кои што беа посочени, може значи да се добие и за овој сектор. Имплементацијата е важна од два аспекти. Прво, самите купувачи, брендови го бараат од компаниите во ланецот на добавување, значи сите оние кои што соработуваат компании да ја покажат својата социјална одговорност, па така и самите производители како дел од ланецот на добавување на брендовите има потреба да ја покажат социјалната одговорност која што ја имплементираат во своите компании. Тука би сакала да посочам дека и според самото македонско законодавство компаниите ги исполнуваат поголемиот број на барања на овие стандарди, но сепак конечно треба да се тоа заврши со еден социјален аудит каде што ќе се покаже таа нивна спремност, односно нивна инволвираност во социјалната и општествена одговорност. Од друга страна е важно компанијата сама да ги презентира своите социјални корпоративни одговорности, што ќе предизвика подобрување на самиот имидж на компанијата и привлекување не само на купувачи, туку и привлекување на еден млад кадар кој што е потребен за индустријата. Па не е мал бројот на компании кои што имаат веќе воведено вакви стандарди. Јас повторно ќе кажам дека тоа е нешто што е во склоп на нашето законодавство, но ние поинтензивно работиме во текот на овие 2 години да сето тоа биде сертифицирано и покажано со еден социјален аудит, каде што компаниите се стекнуваат со извештај од сертификациона куќа дека всушност навистина ги почитуваат тие социјални стандарди. Значи тука влегува и целата организација и менеджментот на компанијата во однос на работењето, во однос на менеджирањето со внатрешните ресурси, со вработените, но секако и односот со помеѓу другите клиенти со кои што соработуваат. Социјалните стандарди е нешто за кое што мора да се внимава и во изминатиот период, меѓутоа посебно во наредниот период и да речеме сета ова ситуација со пандемијата предизвика да здравјето и заштита на вработените биде една од најосновните компоненти во делот на социјалните стандарди.
така да компаниите вложуваат многу во тој дел. Човечкиот ресурс нив е еден од најважните ресурси во компанијата и на тој начин воведувањето на социјалните стандарди и грижата кон вработените ќе биде и ќе биде многу значајна во наредниот период, а може со сигурност да посочам, бидејќи ние во склоп на овие услуги што ги даваме, вршиме посета на компании, ги согледуваме состојбите во истите, можам да посочам дека кај членките во кластерот на вистина имаме многу високо ниво на социјална одговорност и голем број од членките од кластерот веќе имаат на редовна основа, имаат здобиено со сертификација за социјалната одговорност и тоа го проверуваат на годишно или на двогодишно ниво во зависност од стандардот какво е барањето на стандард. Ние во изминатиот период работевме со десетина компании кои ги подготвувавме за имплементација. Јас би посочила компанијата Lars Trade од Штип, со која што значи уште од почетокот на имплементацијата на овој стандард работевме, соработувавме одлично со нивниот тим кој што беше вклучен во реализација на оваа активност. Изготвувавме заеднички, ја поминавме самооценувачки прашалник кој што треба секоја компанија да го пополни во делот при апликација за еден социјален аудит. И на крај со големо задоволство можам да кажам дека компанијата се здоби со највисоката оцена после извршениот социјален аудит од сертификационото тело и тоа е на некој начин успех и за самата компанија, но секако и за нас, заради тоа што сме сигурни дека одиме во вистинската насока и можеме овие услуги да ги дадеме на своите членки, за да може истите да или го тргнат по тој пат на докажување, односно социјален аудит на стандардите во својата компанија. Едно е теорија, но сосем друго е практика. Ретко кога обата се вклопуваат. Во овој случај, тоа ретко е реалност. Какви се искуствата од примена на спомнатите сертификати со етикета Европска Унија? За конец, искуствата со јавноста ги споделува собственикот на штипската текстилна компанија Lars Trade, господинот Кире Нашков. Сертификатот е една потврда пред странските партнери дека ние како фирма се грижиме за вработените, за околината, сите работи што се потребни, што им се битни на партнерите од Запад. И тоа едноставно значи дозвола да работиме со нив. Кои се придобивките што ги носи овој сертификат кој што го добите? Пред колку време го добите? Па нешто помалку од една година има време поминато како што го добивме. Придобивките се самото тоа што можете да седнете на иста маса со купците кои ние сега посебно во оваа ситуација ги бараме. Значи за да воопшто разговарате со нив, тие прво што ќе прашат дали имате таков сертификат. Тој сертификат не е нешто повеќе од она што нашите закони го бара веќе, од аспект на заштита при работа, од аспект на работно време на вработените, од аспект на забрането вработување на малолетни лица во фабриките, искористување на децата во работа. Меѓутоа, сите тие работи што веќе ги бара нашата држава, ова е сублимирано во еден, да речеме, таков сертификат кој го издава странска европска фирма и кој гарантира дека сето тоа навистина се спроведува. Дали може со оваков сертификат да се надминува криза, пандемиска криза? Па самиот сертификат како сертификат не влијае на тоа многу во кризата. Влијае едноставно сега сите бараме нови партнери. И во таа смисла многу значи, кога ќе контактирате со некој нов партнер сега кој што не знае ништо за вас и кога ќе му кажете дека имате таков сертификат, веќе
веднаш ви отвора врата воопшто да почнете да разговарате и да преговарате со евентуален купец. Инаку не би воопшто можел ни да седне со вас на иста маса да разговара. И накрая, што би препорачали до останатите ваши колеги, до останатите компании, дали да се заложат да добијат овие сертификати? Па веројатно веќе сите се запознаени, во секој нов контакт тој сертификат се бара. Него бараат оние фирми со кои работиме 10-15 години, кои веќе имаат доверба во нас и веќе знаат кои сме ние. Меѓутоа, секој контакт на нова фирма значи и барање за таков сертификат. Така да би апелирал на сите фирми дека да исконтактираат текстилниот кластер, бидејќи они ќе им предложат фирма која тоа може да го направи за нив. Установените нови услови кои што ги донесе пандемијата ја дигна нивото на неизвестност. Се прават веќе малку на подолг период планови, се прават катадневни планови, од што тоа зависи. И сега во прашање од претходниот разговор со вас беше како, на кој начин стратегијата во кој правец ќе се одвива во однос на колекциите кои што доаѓаат, они кои што се веќе договорени, како и така се во некои рамки. Меѓутоа, за оние што натаму доаѓаат и кои што се неминувен циклус во самата работа, како? Саемите се откажани, значи мислам дека за наредната сезона која што би била, значи наредните саеми кои што требаше да бидат за сезона пролет-лето 2021 ќе бидат откажани во целост. Значи тие саеми едноставно ќе ги прескокнеме. Планови за идните колекции конкретно и нема. Пред се модната индустрија има сезонски колекции, меѓутоа модни брендови кои што продаваат, например во Америка, се уште имаат затворени продавници. Со оглед на целата ситуација, најверојатно ќе останат продавниците затворени и подолго време. Значи, планови се прават од недела за недела. Некогаш и тие планови не се остваруваат затоа што како што сме ние вклучени во оваа ситуација се вклучени и производителите на ткаенина. Конкретно производства во Италија, во Шпанија не можат сега да се вратат во форма толку многу брзо, затоа што имаа застој во работата од 2-3 месеци, па сега не можат да постигнат со производство на ткаенина, така да ќе мораме да действуваме во идниот период многу флексибилно. Тоа е единствениот начин да се да удоволиме и да земеме што е можно повеќе нарачки од она што ќе се понуди. Значи бројот на нарачки ќе биде помал, капацитетот на производствата бил ист, така да ќе биде едноставно на некој начин како борба да се дојде до нарачки. Конкретно, кога кај нас се правеа годишните одмори во август, мислам дека тогаш ќе биде она ситуација која ќе се бара капацитет повеќе, затоа што сега не можат да постигнат со ткаенини, веќе последен месец кога ќе дојде ткаенината ќе треба да се произведува, значи ќе мораме да бидеме крајно флексибилни и сите заеднички во наредниот период да действуваме. Тие саеми сега некои или се откажуваат или се поместуваат за малку покасен период. Меѓутоа и тоа не со знак сигурност, бидејќи нормално, ако бројките на заразени почнат да растат во одреден момент, сето тоа ќе се откаже и ќе се пролонгира. И сега, нашиот сектор бара одредени планирања, има сезоналитети и клиентите тоа не можат баш така да го издржат. Што значи тоа? Тоа значи како за нас, така и за нашите партнери, верувам, дека ќе биде да се префрлат прво на дигитализација. Значи, со веќе постоечките клиенти, кои што ќе обстанат, да се понудат производите прво дигитално, преку модерните технологии кои ги користиме, за да можат да нарачат сигурно и да нарачат навремено, за да може и фирмите да се испланираат производство навремено, саемите ќе бидат верувам дека ќе бидат во некој следен план. Значи, мислам дека истото би се однесувало и за нашите клиенти, како што реков претходно, дека прво ќе се префрлат на
на делот да се потпрат прво на нивните клиенти со кои што веќе имаат остварено некоја соработка, бидејќи и за тие клиенти, и за тие кои што имаат продавници, колку е сигурно во следниот период да истражуваат и да бараат нешто ново, само тие си знаат. Секој си е сега на некој начин за себе и си води собствена математика, колку се исплати, како се исплати, од кој како да набавува, колку е безбедно да се набавува од одредени места. Само што е на крајот неколку реченици, она што е најчувствителното за секој производствен субјект, односно компанија. Финансискиот прилив. Дали тука исто има дигната рачна кочница пандемијата? Па да, финансиските приливи беа и на некој начин намалени, некои компании, некои производители се соочуваа и со доцнење, но и со откажани плаќања, откажани извози. Генерално сега стануваме уште посвесни дека мораме да користиме финансиски инструменти за обезбедување на извозите. Помине одредено време, нема да се смени се за месец дена да се смени да се вратат работите во нормал. Тоа тешко дека ќе дојде до тоа, бидејќи додека не се најде вакцина, додека не се имунизира голем процент од светското население, да се вратат патувањата секаде, да се врати слободното движење во затворени простори секаде. Додека тоа не дојде, нашиот сектор ќе биде во турбуленција. Добра, и да се вратиме на она што почнавме денеска разговорот. Дали има потреба и понатаму од такви панел дискусии кои што се одржа со на последната минатата недела? Да, тоа ќе не одржува има потреба, бидејќи тоа ќе не одржува во комуникација со индиректна комуникација со странските партнери, со кои проблеми се тие соочуваат, и тоа ќе ни даде подобро планирање за одреден период, во смисла да знаеме што е тоа што да очекуваме од периодот што следи. Бидејќи работите се менат, секаде имаме различни информации, 90% се исти, меѓутоа некаде се различни во зависност од локалитетот, каде се кои мерки каде како се спроведуваат, бидејќи ние претходно бевме навикнати на една глобална економија, кај што не беше забрането патувањето скоро секаде. А сега секоја држава си ги затвори границите и си се чува самата за себе. Некои држави затвараат региони по региони, кога беше пандемијата, така да тоа не е исто исклучено и тоа се соочи со одредени турбуленции кои што сега овие дигиталните комуникации ќе ни овозможат тој тип на комуникација со нашите клиенти и со тие организации да тече непрекинато и да бидеме во информација. Како тие да бидат информирани од нас, така и ние да бидеме информирани од нив што се случува. Тоа веќе станува клучно. Сите тие финансиски инструменти сега се, мислам, веќе одамна се достапни во Македонија, така да компаниите како ќе се пренасочуваат кон извоз на готов производ, така ќе мора да внимаваат многу повеќе со своите побарувања од купувачите, затоа што извозот на готов производ бара и малце поголема финансиска позадина и големо внимание да не се изгубат финансиските приливи, односно да не се откажат. Така да мислам дека генерално брендовите и компаниите кои што обстанаа во нашите купувачи кои што обстанаа, робата се надевам дека ќе ја повлечат и дека ќе ја платат, но имаше компании кои што банкротираа во овој период.
ситуацијата е таква како што е, значи мораме да се бориме и ние донесуваме одлуки секојдневно, и они донесуваат и со заедничка поддршка наредниот период ќе се пребродува. Предвидениот полчас за Конец е веќе потрошен. Екипата на Конец и телевизија Стар ви посекува успешна нова 2021 година. Пред се здравје, а останатото, како што вели мудроста, се друго ќе си дојде наред. Се гледаме во јануарското издание на Конец. Среќна нова и чувајте се!